Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате седмиот дел од книгата Исус во Индија. Оваа книга е напишана од Хазрети Мирза Гулам Ахмад алейхи селам. Имам Мехди ветениот Месија, основач на Ахмадија муслиманскиот џемаат. शिफा दे शिफाओं के मालिक. И тоа беше првиот пат кога ја вкусив нивната лутина. Хиндусите беа незадоволни од мене, затоа што дадов предскажување за смртта на Лех Рама Пандит со негова согласност, и предскажувањето се исполни во определеното време, што навистина беше страшен знак од Бога. Исто така муслиманските оџи беа лути затоа што се спротивставив на идејата за крвожевниот Месија и на предметот на џихадот како што тие го сваќаа. Така некои од важните представници од овие три заедници се советуваа да го докажат некако обвинението против мене, па јас да бидам обесен или затворен. Тие според тоа беа неправедни во очите на Бог. Бог мене ме извести за тоа многу пред нивното тајно советување и ми ги даде вестите за моето конечно ослободување. Овие Божји објави однапред беа пренесени на стотици луѓе и кога молев после објавата Господару, избави ме од оваа неволја, ми беше објавено дека Бог ќе ме спаси и ќе ме ослободи од обвиненијата против мене. Ова објава беше устно пренесена на многу луѓе, на повеќе од 300, од кои многу се уште се живи. Се случи моите непријатели на суд да доведат лажни сведоци. Сведоците на овие три заедници, спомнати пред тоа, под заклетва се изјаснија против мене и скоро да го докажаа случајот. Тогаш се случи вистината на различни начини да му биде од Бога откриена на судијата пред кој беше воден предметот. Овој судија беше капетан В. Даглас, заменик комесар на Гурдаспур. Тој беше уверен дека случајот е лажен. Тогаш, не грижејќи се за докторот, кој исто така беше мисионер, бараше случајот да се прекине, според своето чувство за правда. Така тоа што јас го објавив на основ на Божјата објава на стотина луѓе и на јавните собири се престори во вистина наспроти заканувачките околности и опасности. Тоа ја зацврсти верата на многу луѓе. И тоа не беше се. Многу тужби од ваков вид и клевети со криминален карактер беа изнесени против мене на веќе наведените основи и беа поднесени до судовите, но уште пред да бидам повикан. Бог ме известуваше за почетокот и крајот на секој предмет и во секој случај, колку и да беше вознемирувачко, однапред ми беа давани добри вести за ослободувањето. Смислата на ова соопштување е дека се мокниот Бог на вистина ги прима молитвите, особено кога угнетените чукаат на неговата врата со безусловна вера во него. Тој се грижи за нивните жалења и им помага на необични начини. Јас сум личен сведок на тоа. Зошто тогаш молитвата на Иса алейхи селам, Исус, испратена во такво страдање, не би била примена? Не, таа навистина била примена и Бог го спасил него. Бог направил да се случат работи на небото и на земјата за да го спаси. Пратеникот Јахија, Јован, немал време да се моли, зашто неговиот крај стигнал, но Иса алейхи селам, Исус, имал цела ноќ за молитва и тој ја поминал во молитва, стоејќи и клањајќи се пред Бог, зашто Бог сакал тој да го изрази своето страдање и да му се помоли на него, на оној за кого нема невозможно. Така Господарот, држејќи се до својата вечна пракса, ја слушнал неговата молитва. Евреите лажеле кога го исмевале Иса алейхи селам, Исус, за време на раснувањето, во смисла зошто Бог не го спасил и наспроти вербата негова во него. Бог ги осуетил сите планови на евреите и го спасил својот сакан Месија од крстот и од проклетствата врзани за тоа. А евреите на вистина не успеале.
Помеѓу сведоштвата од Евангелието кои стигнале до нас се и следните редови од Евангелието по Матеј. За да падне врз вас сета праведна крв, што е пролеана на земјата, од крвта на праведниот Авел и од крвта на Захарија, синот Варахиин, кого го убивте меѓу храмот и жртвеникот. Вистина ви велам, сето тоа ќе падне врз овој род. Ако размислите за овие изреки, ќе видите дека Иса алейхи селам, Исус, јасно кажува дека убивањето пратеници од страна на евреите престанало со пратеникот Зекаријах, Захарија, и дека после тоа евреите нема да имаат моќ да убијат ниту еден пратеник. Ова е големо претскажување, кое јасно укажува на тоа дека Иса алейхи селам, Исус, не бил убиен со распнување. Тој всушност бил спасен од крстот и умрел на крајот од природна смрт. Зошто ако му била наменета смрт на Иса алейхи селам, Исус, со убиство, како на Закеријах од раката на евреите, тогаш тој тоа и ке го најавил во горните стихови. Ако се докажува дека Иса алейхи селам, Исус, бил убиен од евреите, но дека тоа не е грев на евреите, зошто природата на неговата смрт била искупување? Тоа тврдење не е точно, зошто во Јован 19:11 Иса алейхи селам, Исус, јасно кажува дека евреите се криви за големиот грев заради својата решеност да го убијат. И исто така, на многу други места е непогрешливо наговестено дека тие заслужиле казна во очите на Бога за криминал за кој биле виновни кон Иса алейхи селам, Исус. Помеѓу сведоштвата од Евангелието кои стигнале до нас, стои и изреката од Матеј. Вистина ви велам, тука стојат некои што нема да вкусат смрт, дури не го видат Синот човечки, како оди во царството свое. И овој стих од Јован. Исус ми рече, ако сакам тој да остане, дури дојдам, тебе што ти е? Ти врви по мене. Ова значи, ако јас посакам, Јован нема да умре додека јас не дојдам. Овие стихови со голема јаснотија покажуваат дека Иса алейхи селам, Исус, ветил дека некои луѓе ќе бидат се уште живи кога тој ќе се врати, помеѓу овие го именувал Јован. Така било неопходно ова ветување да биде исполнето. Христијаните исто така прифатиле дека за Иса алейхи селам, Исус, било неопходно да дојде додека некои од овие луѓе се уште живи, за да би можело ова претскажување да се исполни во склад со ветувањето. Ова е понатаму темел на изјавите на свештениците дека Иса алейхи селам, Исус, како што ветил, дошол во Ерусалим за време на неговото разорување и дека го видел Јован, зашто тој бил жив во тоа време. Но треба да знаете дека христијаните не велат дека Иса алейхи селам, Исус, слегол од небото, следен од неколку знаци. Тие всушност велат дека тој на Јован му се покажал како визија за да го исполни своето претскажување, кое е запишано кај Матеј 16:38. Но јас велам дека доаѓањето од тој вид не го исполнува претскажувањето. Ова е многу лошо објаснување и е наменето за да ги избегне приговорите на она што е важен дел од ова претскажување. Очигледно е дека ова толкување е неодржливо и погрешно до толку што не треба ни да се побива, зашто ако Иса алейхи селам, Исус, се појавил на било кој во визија или насон, претскажувањето од овој вид би било бесмислено и предмет на подсмев. Освен тоа, Иса алейхи селам, Исус, на ист начин му се покажал на Павле многу порано. Изгледа дека претскажувањето, содржано кај Матеј 16:28, предизвикало паника кај свештениците и тие не биле во состојба според своето верување да дадат разумно толкување. За нив било тешко да кажат дека Иса алейхи селам, Исус,
За времето на разорувањето на Ерусалим се спуштил од небото во слава и сјај дека како светилка која го осветлува небото, бил виден од секој, и на нив исто така не им било лесно да го заобиколат тврдењето: некои од вас кои сега стојат овде нема да ја вкусат смртта додека не го видат Синот човечки како доаѓа во своето кралство. Заради тоа, како излез од таа мрачна интерпретација, тие верувале во исполнувањето на ова претскажување во облик на визија. Но тоа не е вистина. Праведните Божји слуги секогаш се појавуваат во визии на Божите избраници и како визија не е неопходно да се појавуваат само во сон. Тие можат да бидат видени и кога личноста е будна. Јас исто така го имам видено нашиот поглавар, учител и водач, честниот пратеник Мухамед салалаху алейхи веселем, многу пати во оваа состојба и сум му се обраќал во толку јасна состојба на будност, што сонот или дремежот немаат ништо со тоа. Исто така, имам сретнато некои умрени личности на нивните мезари или на други места, додека сум бил буден и сум зборувал со нив. Јас многу добро знам дека ваква средба со мртвите во ова состојба е возможна. И не само што можеме да се сретнеме, туку покрај тоа можеме да им зборуваме, па дури и да се ракуваме со нив. Помеѓу оваа и обичната состојба на будност нема разлики во доживувањето. Вие чувствувате дека тој е во овој свет, дека имате исти уши, исти очи, исти јазик, само еден подлабок одраз ја открива поинаквата состојба. Луѓето не можат да ја разберат оваа состојба, зашто се наоѓаат во состојба на рамнодушност. Ова искуство се дава од небото и се дава само на оние кои имаат ново сетило. Ова искуство се разбира вистинско и веродостојно. Според тоа, ако Иса алейхи селам, Исус, би се појавил на Јован после разорувањето на Ерусалим, иако овој може би го видел додека бил сосема буден, и бидејќи тука може би дошло до некаков разговор и ракување, сепак тој случај нема ништо со претскажувањето. Ваков феномен се случува често во светот. Дури и сега, ако посветам внимание на тоа, можам со Божја милост да го видам Иса алейхи селам, Исус, или некој друг возвишен пратеник, додека сум буден. Но ваквата средба нема да го исполни претскажаното, напишано кај Матеј. Тоа што се случило всушност е факт дека Иса алейхи селам, Исус, знаел дека ќе биде спасен од крстот и дека ќе се пресели во друга земја, дека Бог нема да дозволи да умре, нити ќе го одведе од овој свет, додека со своите очи не го види пропагањето на евреите и нема да умре, се додека Кралството небеско, доделено на побожните, не ги исполни своите намери и цели. Иса алейхи селам, Исус, го изнел ова претскажување за да ги увери своите ученици дека наскоро ќе види знак кој подразбира дека сите оние кои против него кренале меч, ќе бидат убиени од меч за време на неговиот живот во негово присуство. Според тоа, ако доказот вреди, тогаш нема поголем доказ за христијаните од тој што Иса алейхи селам, Исус, сам го предскажал со своја уста дека многу од нив ќе бидат живи кога тој ќе дојде. Запаметете дека Евангелието содржи два вида предскажување за доаѓањето на Иса алейхи селам, Исус. Ветувањето за неговото доаѓање во последното доба, значи негово доаѓање во духовна смисла, какво што било доаѓањето на Илија, Елијас, пред Месијата. Исто така Илија, Елијас, тој веќе се појави во ова доба, а тоа сум јас, писателот на овие редови, слуга на човештвото, кој се појавил во име на Месијата, како ветениот Месија. Иса алейхи селам, Исус, во Евангелието кажал за моето доаѓање: благословен е оној кој од почит кон Иса алейхи селам, Исус, го уважува моето тврдење со праведност и почит и се спасува себе од скршнување од вистинскиот пат.
सारे प्यारों को कामिल शिफा दे। Денес го завршивме седмиот дел од книгата Исус во Индија. Еселаму алейкум.